Македонската рурална жена во 21. век, според постојниот закон за здравствено осигурување, нема право на породилно отсуство, а тоа е недопустлива дискриминација која долгорочно крајно негативно се рефлектира на нејзината здравствена и економско-социјална состојба. Состојбата е алармантна. Државата мора итно и веднаш да интервенира со измена на законската регулатива, сметаат од ЛАК Агролидер. Според нашите проценки станува збор за отприлика некои 1074 жени кои што би го стекнале. Имаат потреба, како регистрирани индивидуални земјоделки кои што ќе го стекнат правото на платено породилно отсуство. Нема ова да представува големо оптоварување на буџетот, бидејќи секако сите овие 1000 жени нема да останат трудни во една година, што отприлика значи за буџетот 58 милиони денари, максимумот или 10 милиони денари минимумот. Освен овде, итно се потребни измени на Законот за работни односи, бидејќи и тука се евидентирани огромни пропусти кога станува збор за правата на жените земјоделки. Барањата за измените на законските регулативи биле испратени уште пред 2 години, но досега резултатите се речиси никакви. А резултатите од пописот ни се поразувачки. Ситуацијата ни е алармантна во моментов и навистина треба да креираме кохерентни програми и политики кои што навистина ќе одговорат на реалните потреби на жените во руралните средини. Потребно е нешто што ќе се случи сега и веднаш. Постојат политики и сето тоа добро изгледа во теорија, меѓутоа бавна имплементацијата на самите политики кои што постојат. Жените највише тешкоти има, да ти кажам. Со земјоделие, со домашни работи по селата, на жените никогаш не се признати. Се лесно, не е лесно на женско. И да на поле да одиш, и да работиш, тешко е малце. Да ти кажам, ја не се откажам. Да најдам работа, ќе работам. И по гроздје берам, по тутун знам да берам, секој и да копам знам. А па тешкото го знам, кога тешкото можам и лесното можам да работам. Денешната конференција се одржа по повод 15. октомври, меѓународниот ден на жените во руралните средини.